Речиси 22% од вкупното население во нашата земја живее под прагот на сиромаштија, покажува најновата статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2018 година стапката на сиромашни лица во Република Северна Македонија изнесуваше 21,9%. Основа за пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштијата е дефиниран на 60% од медијалниот еквивалентен приход. Само за подсетување, во 2017 стапката на сиромаштија беше 22,2%, додека пак во 2016 исто како и лани, 21,9% од населението. Очекувано е нивото за тоа што во меѓувреме, значи до 2018 голем дел од политиките кои што ја генерираат сиромаштијата во државата беа исти и не се случува промена. Очекуваме, значи, првите резултати да ги видиме 2020 година, кои што би произлегле од новата социјална реформа и пакетите кои што сега започнуваат да заживуваат. За да се намали стапката на сиромаштија во нашата земја, треба социјалните закони да заживеат во практика, велат од Македонската платформа против сиромаштија. Првиот чекор беше зголемување на финансиската поддршка за најсиромашните, она што сега е минимална гарантирана помош. Вториот момент е голем број на сервиси и услуги кои што ќе им го олеснат животот на граѓаните и ќе им помогнат полесно да дојдат до институциите кои што би требало да им помогнат во наоѓање на работа и остварување на правата. И третото, секако не помалку важно, туку најтешко во приказката, зголемена активација, вработување, помош при барањето работа, отварање на квалитетни работни места со достоинствена плата. Тие се во европски рамки решенијата, очекуваме дека и тука ќе функционираат. Ние будно следиме состојбата и доколку видиме дека нешто не е во ред онака како што е пропишано, ќе интервенираме да се менува. Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштија на домаќинствата составени од двајца возрастни со две издржувани деца во 2018 година е 22%. Според најфреквентниот статус на економската активност, стапката на сиромашни вработени лица е 8,8%, додека стапката на сиромашни пензионери е 7,9%. Коефициентот на Джини, односно мерка за нееднаквост во распределбата на приходите, изнесува 31,9%.